Регионални вести на првиот ден од работната седмица. За сторени 9 кражби во црквите изминатиот период се осомничени двајца малолетници и еден 18 годишник. Освен тоа, тие се сомничат и за 5 кражби во куќи. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно расветли 14 тешки и еден убит за тешка кражба, од кои 9 во православни цркви и 5 во куќи, кои минатиот и овој месец биле извршени на Тетовското подрачје. Осомничени дека се сторители на кражбите во црковните објекти се двајца малолетници од Тетовското село Озормиште и населбата Дреновец, како и 18 годишно лице од Тетово. Истите лица од Озормиште и Тетово и уште еден малолетник од Озормиште се сомничат дека се сторители на 5 тешки кражби во куќи на времено вработени во странство. Осомничените во периодот за кој станува збор насилно провалувале во куќите и одзеле 7 телевизори со различна големина и разновиден алат, кој подоцна им го продале на други лица. Одземените телевизори и алатот се пронајдени и неделава ќе им бидат вратени на нивните собственици, додека против осомничените ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од СВР Тетово. Две излетувања на возила од коловоз завршиле со 5 повредени лица, од кои 2 се пренесени на скопските клиники. Вчера исто така се случила сообраќајка со учество на куче бездомник. Во текот на вчерашниот ден се случиле 3 сообраќајни незгоди на Тетовско-гостиварското подрачје, во кои 5 мина се повредени. Според информациите на СВР Тетово, половина час по полноќ на автопатот Скопје-Тетово, во близина на клучката за Грубчин, патничко возило со тетовски регистерски таблици, управувано 45 годишник, загубило контрола, излетало од коловоз и странично се превртела. При тоа возачот и тројца сопатници на возраст од 42, 13 и 15 години задобиле телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница пуштени се на домашно лекување, додека 71 годишна сопатничка поради сериозноста на повредите префрлена е на скопските клиники. Излетување на возило од коловоз имало и околу 13 часот на улица Љуботенска во Тетово. Патничко возило Голф со тетовски таблици што го управувал 22 годишник од Вејце загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски електричен столб. Возачот задобил телесни повреди, со медицинско возило пренесене во Тетовската клиничка болница и потоа префрлене на скопските клиники. Во овие две незгоди, според првичните сознанија од извршениот увид, причина е неприлагодена брзина. Во првата направена е материјална штета која се проценува на 150.000 денари, додека во втората сообраќајка материјалната штета се проценува на 100.000 денари. Вчера се случила и трета сообраќајна незгода со материјална штета од 20.000 денари на автопатот Тетово-Гостивар. Околу 16 часот и 30 минути патничко возило Шкода Фабија со битолски регистерски таблици, управувано од 34 годишен гостиварец, удрило и усмртило куче, кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени лица во возилото. Советот на општина Брвеница ја одржа 5-тата седница. Меѓу другото се дискутираше за поголема безбедност во сообраќајот и доделување на финансиски средства од општинскиот буџет на спортските клубови и културно-уметничките друштва кои функционираат во општината. Безбедносната состојба во сообраќајот на општина Брвеница и можни решенија на поголемите проблеми низ патиштата во општината, на кои неретко се случуваат сообраќајни незгоди во фокус на денешната 5-та седница на Советот на општина Брвеница. Поголемо присуство на сообраќајни патроли, менување на уништените сообраќајни знаци, велосипедски патеки, беа дел од посочените начини преку кои би се дошло до поголема безбедност како на пешаците, така и на возачите. Се слушна од советниците доста забелешки околу одвивање на сообраќајот. Посебен проблем представува регионалниот пат кој поминува низ селото Брвеница, каде имаме густ сообраќај, мешан сообраќај, посебно местата кај што ги поминуваат учениците до училиштата. Така да на овој пат и покрај што поминува во густо населено место, надлежност е на јавното претпријатие Македонија пат,
бара заштита да граѓаните бидат позаштитени, да се смири брзината, бидејќи како причина се зема големите брзини и насилството од младата популација на учесници во сообраќај. Иницијатива има со тоа што ќе се побара од Македонија пат да се формира комисии и таму кај што има можност да се изградат соодветни заштитни, односно грбини, да се постават, се со цел само да се смири сообраќајот и намалат последиците на учесниците во сообраќај. Меѓу другото, советниците дискутираа за доделување на финансиска помош од општинскиот буџет на спортските клубови и културно-уметничките друштва кои функционираат во општината. Околу помагање на спортски и културни друштва од општината кои тука гравитираат и спортуваат, кој има писмени барања околу помош, финансиска помош од општината. За таа цел, ние советниците на оваа седница донесовме одлука во можностите на општината истите спортски и културни друштва бидат финансирани од средства од општината со средства кои не се продуктивни негде наменети, да се префрлат и помагаат, се со цел да нашата младина се вклучи во овие спортски активности, да бидат поактивни, да избегаваат посетата на ноќните кафичи и така натаму. Би апелирал сите млади кои се осеќаат за спортот да ја прифатат оваа иницијатива и поактивно да се вклучат во спортските друштва. Советниците на Советот на општина Брвеница дадоа согласност за изведување на ученички екскурзии за трите основни училишта во општината по однос на доставените програми, а усвоија и неколку предлог одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идната планска документација во населените места Стенче, Брвеница, Радиовце и Челопек. Пратеникот и лидер на Алијансата за албанците Зијадин Села, сведочејќи за насилствата во собранието од 27 април, денеска во судот изјави дека во прес-салата бил удрен со монитор и со копје од знаме, а слушал и закани дека ќе биде убиен. Тој рече дека бил нападнат од лица од толпата кои го фатиле за глава и го удирале со тупаници пошто изгубил свест, додавајќи дека последно што се сеќава е дека паднал на колена и напаѓачите почнале да го удираат по главата и телото. Села рече дека како последица на претрпеното од 27 април денес прима терапија за болки и слабо памтење. На претходното рочиште неговиот адвокат побара одштета во висина од 30 милиони евра. Нормално дека не е некоја лесна ситуација да бидеш соочен со смрт и да знаеш дека ти се заканува смрт. Сега, ако почнуваме во делот како го преживеа целава таа работа, можеме да зборуваме многу долго, нели? Постои друг дел, како размислувањата, како тоа се преживува и дома. Јас сум фамилиарен човек, јас сум татко на тројца деца, јас сум сопруг на жена, нели? И јас имам мои своји блиски луѓе и така натаму. Значи, ако зборуваме за емоционалното, има многу за да се каже. Од друга страна, освен другото, направено е све и да се наруши мојот личен интегритет. Веќе е нарушен со однесувањето, како се однесува, имајќи предвид снимките кои се објавија и така натаму. Новинарката Ивона Талевска е осудена на условна казна од 2 години затвор, откако денеска во кривичниот суд
призна за затајување на данок по предметот на специјалното јавно обвинителство Тифани. Талевска ќе треба да ја врати целата сума за која се сомничи во случајот Тифани, а дополнително да исплати 76.000 денари како трошоци за вештачењето. Во сумата предвидени се 1.000 евра како споредна штета, кој Талевска ќе треба да ги исплати во рок од 30 дена. Директорот на јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај, Стефчо Соколовски, денеска поднесе оставка од морални причини, откако во јавноста беше обелоденето дека било злоставувано девојче од оваа установа, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Комисијата што ја формира Министерството продолжува да го испитува случајот и веќе утврдила дека стручните служби и назначениот старател во неколку наврати ги алармирале надлежните институции за можна сексуална експлоатација на 13-годишната штитеничка. Сојузот на фолклорни ансамбли реагираше на прераспределбата на пари со годишната програма на Министерството за култура. Оттаму велат дека со програмата е направена голема штета врз ансамблите кои постојат со години. Бараат промена на членовите на комисиите. Од Министерството пак возвратија и жалбената постапка се уште трае. Да се поништи одлуката со која се распределени средствата во целост. Да се разрешат досегашните членови на комисиите и да се именуваат нови членови на комисиите. Еден член во комисијата да биде на предлог на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија. Комисијата ќе ги разгледа сите жалби на сите кои што сметаат дека се онеправдани и ќе донесе одлука во согласност со фактите. Она што можам да ви го кажам од ставот на комисијата е дека на многу фолклорни друштва и ансамбли, културно-уметнички друштва, им треба развој на капацитетите за да прават подобри проекти, за да прават подобри финансиски планови и за да добијат потенцијал за поголема важност и вредност на нивните апликации. На крајот од регионалните вести ќе емитуваме анализата во магазинот Код, посветена на финансиската поддршка на Министерството за култура за проекти на граѓански здруженија и институциите. Анализата е на новинарот на телевизија КИС и дописник за ТВ Телма, Зоран Димовски. Цената на горивата од ноќеска на полноќ се намалува за 2,5 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 65,5 денари за литар. Евросупер БС98 ќе се продава за 67 денари, Евродизел за 57 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 45,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија се намалува и малопродажната цена на мазутот М1 за 1,243 денари за килограм и ќе изнесува 27,856 денари за килограм. Две историски публикации денес беа промовирани во Тетово. Од каде потекнуваат ромите е прашањето на кое се обидува да одговори авторот Селахетин Круези во неговата книга Ромат. Книгата е преведена дури на 5 јазици, но не на македонски. Денес беше промовирана во Тетово. Ова е 10-та книга на авторот, а втора со историска тематика. Предходните 8 биле наменети исклучиво за деца како читанки, математика и поезија. Роđen sam u Kosovu, ali živim u Danskoj. Bavim se sa pisanjem. Роден сум во Косово, живеам во Данска, 25 години се занимавам со ромската култура, а од пред 2 години увидов дека нешто е контрадикторно со потеклото на ромите и одлучив да го истражам. Пред оваа книга што денес ја промовирав, напишав една од 1000 страници, зошто ромите не се од Индија. Потоа истражував од каде се на вистина. Се покажа дека доаѓаат од Египет. Називите како джипси, маџуб, цигани потекнуваат од Египет. Првиот египетски назив
се вика ромат, што значи место на човекот. Увидов дека некои зборови кои ги користат египтолозите имаат ромски називи. На крајот се покажа дека доаѓаме од исто место. Пред 6000 години ромите живееле во Египет и се викале ромат. Втората историска публикација денес беше промовирана на правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово. Книгата е насловена како Територијата на Тивката војна, нови трендови во геополитиката на југозападна Европа, на авторот Селим Ибраими. Во 2016 година авторот ја издаде книгата Студениот мир. Изложба на експонати изработени од средношколци на тема "Живеј во хармонија со другите" ќе се одржи на 21 февруари во галеријата Амам во Тетово. За утре 21 февруари во галеријата Амам во Тетово со почеток во 12 часот ќе биде отворена изложба на 20 експонати изработени од исто толку ученици од 6 тетовски средноопштински училишта на тема "Живеј во хармонија со другите". Тоа е планирана содржина со која финално ќе биде заокружен неколкумесечниот превентивно-едукативен проект "Кажење на говорот на омраза", чиј носител одсекот за превенција на СВР Тетово во соработка со ОПСИ, Тетовската и Гостиварската локална самоуправа, а кој започна во средината на ноември минатата година. Ваква изложба кон крајот на декември лани беше отворена во Гостивар, исто така на 20 експонати, што ги изработеа ученици од 4 гостиварски средни училишта. Претходно во рамки на овој проект содржаа повеќе предавања со кои вкупно беа опфатени околу 4000 првокласници од Тетово и Гостивар, на кои поблиску беа запознаени со тоа што представува говорот на омраза, како се манифестира и кои се неговите општествено негативни последици. Целта на проектот инаку е да се подобри разбирањето меѓу младите од различна етничка припадност и да се подигне свеста за важноста и значењето на толеранцијата и почитувањето во мешаните заедници. Извршителот на смртоносниот напад во градот Киспјар во Руската република Дејестан е идентификуван како 22 годишен локален жител Халил Халилов. Халилов вчера уби 5 луѓе за временна служба во црква во Дегестанскиот град. Според дел од медиумите, напаѓачот почнал да пука внатре во црквата, а според други излегувајќи од неа. Во престрелката беа повредени 5 лица, меѓу кои полицајци и припадници на Националната гарда. Одговорност за нападот презеде терористичката група Исламска држава. Иранските државни медиуми објавија дека се пронајдени остатоци од иранскиот авион кој со 65 патници се сруши во централниот дел од земјата. Заменик гувернерот на покраината изјави дека остатоците се пронајдени во близина на градот Денгезел. Авионот на компанијата Асеман Airlines, кој е користен за кратки регионални летови, се сруши по магливото време во близина на зафрлениот планински регион Семир, околу 620 километри јужно од иранската престолнина Техеран. Авиокомпанијата соопшти дека сите патници и членови на екипажот загинаа. Тројца затвореници беа ранети во нередите кои се случија во затвор во Рио. Неколку часа група затвореници држеа 7 чувари во заложништво, откако бразилскиот председател Мишел Темер соопшти дека раководењето со Министерството за внатрешни работи во сојузната држава Рио де Женеиро преминува во надлежност на армијата. Во затворот со капацитет за 900 затвореници казна издржуваат над 2000 лица. Николас Круз, кој во средно училиште во Флорида уби 17, а рани уште 15 лица, неколку месеци пред нападот праќал заканувачки пораки на момчето на поранешната девојка. Сите пораки се пратени неколку месеци пред да се случи крвавиот напад, а во многу од нив Круз му се заканува на сегашното момче на бившата девојка, дека ќе го убие и ќе го гледа како крвари, но и пораки од типот на "не ни можете да замислите на што сум подготвен". Двајца скијачи загинаа во лавина на француските Алпи, а уште 2 лица се повредени во лавина на Алпите во Швајцарија, во близина на границата со Франција, соопштија властите. Локалните медиуми наведоа дека во лавината загинале 44 годишен маж и неговата 11 годишна ќерка од Париз. Тие скијале на патеката што била затворена поради ризик од лавина. За втората лавина швајцарските медиуми првобитно јавија дека се затрупани 10 лица, но полицијата подоцна соопшти дека се повредени 2.
На индонезискиот остров Суматра еруптираше вулкан кој изфрла густ чад по неговите падини. Вулканот Синабук, кој се наоѓа на северот на островот, за време на својата најнова активност во атмосферата изфрлил столб од пепел висок 5 километри, изјави портпаролот на Државната агенција за управување со катастрофи. Вулканот со висина од 2460 метри повремено еруптира од втората половина од 2013 година, поради што илјадници луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови. Од јуни 2015 година на сила е највисоко ниво на подготвеност во случај на природна катастрофа. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од источен правец. Утринските температури се движеа од 1 до 3, а дневните од 3 до 5 степени. Утре не очекува облачно време со повремени врнежи од дожд, на некои повисоки места и на планините од снег. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 1 до 3, а дневните од 3 до 6 степени. Брачни врски, службени врски, пријателски препораки, лажни здруженија, фирми за лов и траперство се само дел од она што може да се најде на листата на годишните проекти, кои добија средства од Министерството за култура. Некои добиле пари за песна, други за концерт, трети за сунет. Контраверзно е доделувањето на пари на Сдруженијето Дрита од Гостивар, кое побарало 610.000 денари, а добило 500.000 за афирмација на албанската култура преку промоција на традиционалните обичаи на албанските сунети во Македонија, но не добиле само за сунетот како обичај. Дрита добива 310.000 денари за афирмација на собствените култури и спој на младите од сите заедници со музика, како и 150.000 за афирмација на албанската култура преку промоција на гостиварската кујна во Франција, или вкупно 15.853 евра. Седиштето им е во село Беловиште Гостиварско. Не помалку пари добива и културната манифестација запознавајќи ги нашите вредности, за која Сојузот на албански артисти Арто Тетово од Министерството за култура добива 900.000 денари за настан кој ќе се одржува во станот оваа зграда, каде е сместено седиштето на Сојузот. Според податоците на Централниот регистар, станот број 15 се наоѓа на 5-тиот кат во стамбената населба блок 70 во Тетово. Председател на Сојузот е Кујтим Сали од Кичево. Се обидовме да стапиме во контакт и да прашаме како ќе организираат манифестацијата во стан, за која Министерството одобрило повеќе од 11.000 евра. Но во седиштето на Сојузот на албански артисти Арт немаше никого. Неофицијално тој е во САД, а во неговото CV на Facebook не пишува дека се занимава со култура. На телефонскиот број на Кујтим Салиу, кој е заведен како председател на Сојузот на албански артисти Арто Тетово, не се јавува никој. На неговиот телефонски број постојано се вклучува телефонска секретарка. Инаку станарите од оваа зграда велат дека во овој стан не се случуваат никакви културни активности, ниту пак тука живее некој. Сојузот на албански артисти Арто Тетово, чие седиште не функционира, има добиено од Министерството за култура 800.000 денари за организирање на Полифест, фестивал на албанска музика. Дополнително, Сојузот конкурира на истиот конкурс и Министерството му одобрило и 700.000 денари за номинирање на наградите за истиот фестивал Полифест. Вкупната сума за одржување на овој фестивал кој ќе се одржи во Центарот за култура или Антески смок во Тетово изнесува 1.500.000 денари, а за сите проекти Арт ќе скешира од Министерството за култура 2.400.000 денари. Иако има добиено 3 проекти од културата, Арт во Централниот регистар е заведен под шифра лов и траперство. Од Transparency International вела дека е надвор од сите правила исто здружение да конкурира за 3 проекти, како во случајот со Арто Тетово, кој воопшто не се занимава со култура. Мислам дека станува збор за сериозно извлекување на средства од буџетот,
злоупотребувајќи ги сите процедури за конкурси. И навистина не се согласувам со ставот дека таква била програмата или таква била процедурата. Навистина требаше да се има капацитет, она што знаат дека не е добро, да се коригира. За разлика од повеќето здруженија чии седишта не функционираат, а дел од нив нема допирни точки со културата, на повеќето традиционални културни центри им е доделена сума на пари, како на некои невладени организации кои се формирале пред неколку месеци. Пример за тоа е Центарот за култура Основ во Гостивар. Отаму вела дека Министерството за култура извршиле директен атентат врз нивниот центар, затоа што не поддржала голем број проекти кои во минатото ги одржувале. Споредени сме со една невладина организација, ако се промовирале тие, која е формирана пред 3 месеци и има проекти, најмалиот проект му е 10.000 евра. Или некоја си невладина организација која никој во градов не знае која е, има 2 проекти 11.000 евра, а ние како институција со екипа, со адреса, со сала, со сите можности да немаме ние проекти, ја не знам кај таа комисија што правила. Или тој министр кај се наоѓа, дали воопшто тој знае што се случува. Ова е една од едициите на фестивалот на сцена на албанска сериозна музика одржана во Центарот за култура во Тетово. Фестивалот го организира културно-уметничкото друштво Алегрето, кое годинава од Министерството за култура добило 3.500.000 денари. Собственик нова здружение е Фатос Люмани, но и Башкин Фаризи, Теута Асани и Африн Фазири. Фазири е овластено лице. Слична сума на пари од Министерството добило издружението Евент 2012 од Тетово, кое за организирање на концерт на поп музика има добиено 3 милиони денари. Симптоматично за овие две здруженија кои добиле голема сума на пари е тоа што се регистрирани на иста адреса, на улица 178, број 14 во Тетовска Мала Речица. Екипата на КОД го пронајде седиштето на друштвата, се наоѓа во куќа на спомнатата адреса. Представник од здружението Алегрето излезе од куќата, но не замоли да не го снимаме. Ни рече дека двете здруженија не се меѓусебно поврзани, а биле регистрирани во еден објект во Мала Речица, затоа што немале средства да изнајмат два одделни објекти. Но моментално, како што ни потврди представникот кој сакаше да остане анонимен, се во процедура да изнајмат две одделни простории во Тетово. Тој истакна дека Алегрето го води еден собственик, исто и Евент кој има сосема друг собственик. Нова се податоците од Централниот регистар, каде едно лице се појавува како собственик и на двете здруженија. Но сите овие лица не ги поврзува само заедничкиот дом. Тие имаат и друга врска, брачна. Африн Фаризи од Алегрето е сопруг на Теута Фаризи. Значи мажот и жената, заедно за двете друштва добиле. Алегрето за концерт во Тирана 385.000 денари, Алегрето за концерт во Париз 584.000 денари, Алегрето за фестивал на сцена на албанска сериозна музика 3.500.000 денари, Елезиум за музичка афирмација на собствените култури спој на младите од сите заедници 500.000 денари, или вкупно дома ќе им влезат околу 81.000 евра. Анонимниот представник од здружението рече дека е задоволен од сумата што ја добил Алегрето. Според него и Евент добил солидна сума. И двете здруженија сметаат дека заслужуваат и повеќе, затоа што се работи за манифестации кои траат неколку дена, а на сцената на сериозната албанска музика гостуваат и познати италијански оперисти. Но постојат и други врски кои се испреплетуваат во конкурсот. Тоа се кабинетските. Нив ги има кај фолклорното друштво Бле Анто Тетово, кој добива 660.000 денари за детски фолклорен фестивал кој ќе трае 2 дена во Тетово. Централниот регистар покажува дека меѓу собствениците на здружението и Арлинд Хусини, од кабинет на државниот секретар на Министерството за култура Валмир Азири, кој е кадар на ДУИ. Здружението Иновацион, кој исто така е фолклорно, добило фантастични 1.200.000 денари или 20.000 евра за нешто што се вика поетски бриз. Овде собственичка е сестрата на секретарката на државниот секретар, се вика Надире Исмаили Сали, ама и овде имало брачни двојки. Сопругот на Надире Исмаили Сали од Иновацион е во здружението Звуците на Каршијака Скопје, кој добило 900.000 денари, па вкупно ќе имаат буџет од 35.000 евра.
Кога Кот го праша Азири да ги обясни овие врски, тој не сакаше да даде изјава во камера, велејќи дека комисиите се уште работат и дека единствен овластен за изјави министерот за култура Лагјозовски. Запрашан дали знаел дека неговиот кабинет добил пари за проекти, тој изјави дека тие не се членови на неговото семејство. Негирам дека има конфликт на интереси по властен избор. Проектите се евалуирани врз основна документација и не може да бидат предрасудни пред да бидат реализирани, изјави Валмир Азири за Коха. Тасе во Transparency International вели дека во случајот не е исклучена можноста да има тргување со влијание и за ваква поврзаност каде има роднински партиски врски, требало да се информираат и комисиите кои одлучувале за пријавените на конкурсот од Министерството за култура. Ние многу малку зборуваме за тргување со влијание. И најчесто тргувањето со влијание се прави не од лицата кои што се на власт, туку од тие кои што се до нив, за да може да се постигнат одредени бенефити и за себе и за друг, и тоа се прави и директно и индиректно. Бурни реакции во јавноста предизвика и поддршката од Министерството за култура за младиот музичар Виган Максути од Тетово, кој преку истоименото здружение Виган барал 200.000, а добил 300.000 денари за CD, а уште 300.000 денари за концерт, или вкупно речиси 10.000 евра. Реакциите следеа откако се дозна дека Максути пеел песна за Учак и Адем Јашари. По реакциите согласија од друштвото Виган. Најостро ги осудуваме последните написи кои сакаат да го оцрнат Виган. Ние сме ги почитувале сите процедури кои беа распишани на конкурсот од страна на Министерството за култура. Министерот за култура Роберт Лагјозовски во емисијата Топ тема на ваша страна за Виган, детето кое пее песна за Учак и Адем Јашари, истакна дека се одобрени средства затоа што бил добар уметник, а песната која испеал за Учака пред 5 години била сосема друга работа. А дали вие сте чуле за политика на социјална интеграција? Па зарем не треба ова дете, кое што можеби некогаш пеело вакви песни, да биде интегрирано во институционалниот систем, во културниот систем, се разбира врз проект кој што ги задоволува критериумите. Зарем треба овие деца да ги оставиме на улица или да не ги вклучиме во системот? На крајот на криштата. Може му било предност па дека бил така облечен заради социјална интеграција. Тоа е веќе, како да ви кажам, малку не сам тоа е така едно да не речам многу нерелевантно коментирање или забелешка. Ова е само дел од сликата како изгледа годинешниот избор на проекти од културата. Ако направиме топ листа за најконтраверзни проекти од културата по добиени средства, таа би изгледала вака. Од Министерството за култура изјавија дека секој уметник или здружение може да поднесе преставка околу годинешниот конкурс на Министерството. Доколку одредени поединци, здруженија мислат дека им се повредени правата, може да покренат постапки. Доколку вие мислите дека има индиции за непрофесионализам, тука се законските процедури. Кот најде дел од неправилностите, веруваме дека има уште. Со нив треба да се занимава Министерството. Некогаш во претходното владење на Социјалдемократскиот сојуз, во 2003 година, за ваквите постапки се разрешуваа функционери. Но под опрен глас не е исклучено истрага да спроведе јавното обвинителство. Тоа се работи за кои што не зборуваме, дека сите тие луѓе имаат можност да влијаат на одлуките. А тоа е кај нас кривично дело, тргување со влијание. И бидејќи зборуваме за евентуално постоење на сомневања за евентуални злоупотреби на службената положба и овластувања, во законот постои и одредбата со судир на интереси, значи апсолутно јавните обвинители имаат што да прават во овој случај. Овде е крајот на регионалните вести. Пријатно!